Наместо да се заштити на работникот, му се ускратија правата. Дел од уредбите кои ги донесе владата беа недоречени и без решенија, смета адвокатот на Штипското здружение Гласен текстилец. Голем е бројот на работници кои побарале правна помош. За дел од случаите веќе и почната судска постапка, а за еден е изречена и кривична пријава. Сето тоа се одрази врз пазарот на трудот во делот на остварување на работничките права. Токму во оваа анализа, низ конкретни примери, се офатени дел од одредени прекршувања, како остварување на права на хронично болни, остварување на права на работниците при превозот, каде што беше организирано од страна на работодавачите, права на работниците кои се однесуваат при исплата на минимални плати, и во конкретната ситуација може да се каже дека има голем број на прекршувања. Во анализата која што денес беше презентирана во рамки на текстилијадата, опфатен периодот од 10 март до 10 јуни. Прекрашување на работничките права, освен во неколку фабрики во источниот регион, евидентирани се во Охрид, Скопје, Битола и Гевгелија. Горчлив проблеми понатамо останува организираниот превоз на работниците. Стануваше збор за спогодбени откази, за кои што работничките голем дел рекоа дека немаат подпишано такво нешто. Подоцна за тоа е законски, меѓутоа, нели, согласно економските мерки не требаше да се случи според мене, дека не се продолжија договорите на определено време. Во април, мај и јуни ковид пандемијата го зададе најсилниот удар на текстилната и кожарската индустрија. Бруто домашниот производ во овие 3 месеци е намален за речиси 13%. Намален е физичкиот обем на индустриското производство, а како резултат на тоа е намален и бројот на вработени во овие две гранки. Доколку истата ситуација продолжи во 2021 година, економистите сметаат дека треба да се направи пренамена на буџетските средства. Ја не гледам, например, потреба културни манифестации, спортски манифестации, некои делови од општеството што ги финансира целосно владата, ги одржува. Доволно е платите, а не и трошоците за одржување на манифестации. Заклучно со август до Државниот инспекторат за труд се пристигнати 6000 преставки, а бројот на приматели на социјална помош е зголемен за 5000.